Почитувани, добар ден. Време е да започнеме најновата црвена линија. Работниците и синдикатите бараат достоинствена плата за подобрување на животниот стандард. Компаниите се подготвени за зголемување, но под услов придонесите да не се променат. Владата е подготвена да го прифати решението што ќе го постигнат работодавците и синдикатите, а со законски чекор во март предвидува да ја зголеми минималната плата од сегашните 22.567 денари на 24.400 денари. Синдикатите и натаму инсистираат на минимална плата од 27.500 денари. Во Европската Унија најголема минимална плата има Луксембург 2637 евра, додека на дното на Европската Унија со минимална плата од 550 евра е Бугарија. Неколку земји имаат над 2000 евра, а 10 држави имаат како Бугарија пониски минимални плати од 1000 евра. Кај нас од март минималната плата ќе биде 400 евра, а синдикатот и работниците бараат минималната плата да биде 450 евра. Црвена линија денес прашува дали работниците и синдикатот бараат преку Леп Погача. Црвена линија прашува и на Инстаграм, но за да одговорите на ова прашање, пред се треба да не заследите, а по заследувањето, всушност на Инстаграм на Телма телевизија, да подсетам, ќе кликнете на Инстаграм стори Телма телевизија. Таму прашуваме дали би работеле за плата од 24.400 денари. Како што гледате, имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор, ќе сумираме во проценти и секако ќе ги соопштиме резултатите, како што и постојано го правиме тоа, никаде конкретна црвена линија. Секако добре дојдени се сите, верувам дека секој од вас ќе има одговор на нашето денешно прашање, а за да ги слушнеме одговорите и мислењето, секако се врти 02-307-0005. И една техничка напомена на самиот почеток, ве замолувам, од кога ќе го завртите нашиот добро познат број, намалете го целосно тонот на ТВ проемникот, јас и вие да зборуваме само преку слушалка. Па добар ден, ако можеме и да почнеме со оваа црвена линија. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, вие сте и првиот во црвена линија. Фала, малку се наспеам да ме приметите, се излегував, сакам да излезам и тема многу ме дирна. Работам тука во една скопска фирма во еден богаташ во Македонија. Дори не се знае после сега дали ќе работиме. Не знам кого дали ќе го навредам или нема да го навредам. И овие синдикат што преговараат за 27.500, дали да кажам дали се болни луѓе или се здрави, не знам. Овие работодавачите да не им се зголемела другите давачки, ќе платат луѓе 600-700 евра минимална плата треба да биде тука. Па како од мене ќе ми плаќа на 20.000-18.000 давачка, нели утре треба да имам пензија, со колку ќе излезам ја пензија? Со 15.000? Значи, треба едноставно да излегуваме на улица. Тоа е моето видео, само на улица. Не се слага тоа на улица. И крај. Или ќе не биде, или нема да не биде. Тоа е. Мирослав Куштевич се преса поред телефон. Во некоја ситуација више конечно ќе кажам фирмата ја што работам и кој е газата и така натака. Поздрав. Поздрав, ако е тоа се, благодарам за учеството и секако за тоа што со вас ја започнуваме оваа црвена линија. Преминуваме на останатите гледачи. Добар ден. Добро, во меѓувреме додека чекаме нели да слушаме какви одговори ќе добиеме од следните гледачи, бидејќи денес црвена линија ќе потсетиме прашува дали ви се чини дека во овој случај работниците и синдикатот бараат леп преку погача. Како и да е, секако темата е објавена и на Facebook. Црвена линија е нашиот профил таму. Секако објавена е темата таму. Пишувајте коментари, бидејќи и тоа е одговор на нашите прашања. Секако коментарите ќе ги читаме меѓу вклучувањата, односно меѓу јавувањата на гледачите.
Препорачуваме да се заследи и профилот на Телма телевизија и таму Црвена линија има објавено темата, што значи на тој профил можете секако да пишувате коментари, ќе ги читаме меѓу вклучувањето на гледачите во живо. Ако сте подготвени, можеме да продолжиме, можевте да слушнете што кажа секако нашиот прв гледач. А нема да заборавиме секако и да ве подсетиме дека Телма телевизија, ако сакате да сте добро, целосно и секако брзо и квалитетно информирани, се клика на нивниот сајт telma.com.mk. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас. Поздрав и до вас. Дали работниците бараат преку леп и погача? Па на работниците не го барат тоа. Они не можат да се прехранат, леп да си купат, а не и погача да земат. Ово испаѓа како на кралицата Викторија што викала. Викала везиро, кралице, народо нема леп да јаде. Та вика, ако нема леп да јаде, нека јаде колачи. Тоа е исто и кај нас. Како може да не можат луѓето да си купат еден леп од 350 грама, а да тражат погачка со сусам, што чине повеќе отколку лебо што чине. И по грамажа е поголема и по се. Ово е само рекламен трик што се употребува за на народот да му се скрене вниманието од оноа што се случува у државата. Затоа што народот веќе почна лебо да го тражи и по контејнерите, а не погача да тражи. Работата е у тоа што луѓето толкова сиромашеа што не можат ни да си купат леб, а не и нешто друго да купат со лебо. Секој ден јадат леб и вода. И одат по контејнерите тражат лебови. А не, во е само реклама на синдикатот и на владата од озгоре, за да се вниманието скрене од тоа што народот нема. Затоа што народот веќе нема. Така, благодарам многу за вашето учество и одговорите. Ке подсетиме дека компаниите се подготвени за зголемување, но под услов придонесите да не се променат. Владата е подготвена да го прифати решението што ќе го постигнат работодавачите и синдикатите, а со законски чекор во март предвидува да зголеми минималната плата од сегашните 22.567 денари на 24.400 денари. Синдикатите и натаму инсистираат на минимална плата од 27.500 денари. Црвена линија прашува дали владата треба да помогне, односно дали работниците и синдикатот бараат леб преку погача и дали би работеле, ме гледате што ве прашуваме, дали би работеле за плата од 24.400 денари. Како и да е, меѓу другото, верувам дека сите се засегнати, бидејќи зборуваме за тема која што е од економски социјален аспект, а верувам и те како имате што да кажете денес на оваа тема. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија сте. Дали ме слушате? Првата ми е само да ве поздравам. Само толку. Не ве оставаме, ве молиме. Па и ве сметате ли дека работниците и синдикатот бараат леб преку погача, што бараат да биде минималната 27.500 денари? Дали имам гледачката? Вака сега, благодарам многу што се јавивте специјално само да ме поздравите. Ги возвратувам поздравите, но навистина ќе не значи Црвена линија, сепак ја креираат граѓаните. Иако ве нарекуваме гледачи сосема логички, бидејќи Црвена линија гледате на
програмата на Телма телевизија. Ова е просторот каде што всушност граѓаните ги даваат одговорите, односно како сметаат, како размислуваат и кои се нивните ставови во однос на секоја една тема за која што зборуваме со вас. Денес верувам дека интересот ќе биде голем со оглед на тоа што прашуваме дали ви се чини дека работниците и синдикатот бараат преку леп погача со тоа што бараат минималната плата да биде 27.500 денари. Добар ден. Ало, добар ден. Па добар ден, Ало. господине Љупчо. Како сте, добри? Добре, како сте вие? Добре. Па видите, затоа сме на ова дереже, затоа што некои мисли дека бараат преку леп погача. И дали би работел за 24 до прва прилика? Дали ме разбирате? Значи прва прилика и нас тоа ни се случи сега моментално. Некои луѓе прифаќаат да работат до прва прилика. Кога ги им се каже прилика, после плачат газдите, немаат вработени. Мислам, знаете, некои луѓе уште не ја научија лекцијата, па и државата не ја учи лекцијата. Меѓутоа, проблемот е, мислам дека во лицемерието што се спроведе во државата. Крајно време е државата да малце стагнира со придонесите со одначувањето. Значи, ако има од една страна покажуваат разбирање и барање да што се вика една година да се замрзне тоа растот на придонесите, ја мислам дека државата треба да искочи во пресред, затоа што гледаме дека кабадаркиски се однесуваме со државниот буџет. И дека државата може да функционира и со 5 милиарди буџет, ама може да функционира и со, да не кажам, и со 6. Сега проблемот е што некој ќе треба да се откаже од своите лагодности, најверојатно, што ќе мора да се зафати сериозно за работа, за да го надокнади тоа што ќе биде за пете, да не речам, недоплатено кога ја ги. Меѓутоа, или ќе се паметат нашиве стручњаци. Ќе подсетам и да се внимава на тајмерот. Секако време е да ви представиме како изгледа црвена линија, односно нашата тема денес на социјалниот медиум Facebook. Заследете на таму, секако и коментирајте, бидејќи од овој момент и ќе почнеме да ги читаме одговорите на Facebook на нашето прашање дали работниците и синдикатот бараат преку леп погача. Ќе почнеме со коментарот на господинот Илија Бешлевски, кој што напишал: работодавачите сами нека си работат, а децава избегаа во странство. Како тргнало, ќе останеме без млади работоспособни луѓе. Благодарам многу, Бешлевски, за активното учество преку Facebook и секако за коментарот. Време е да слушнеме во живо во црвена линија какви одговори ќе дадат гледачите на прашањето дали работниците и синдикатот бараат преку леп погача. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до вас, поздрав до вашата екипа. Благодарам многу, поздрав секако и до вас. Многу, меѓутоа вака, јас би ве замолил само еден поздрав на предходникот, мислам да се вика Љупчо. Љупчо ли се викаш? Да. Не знам. Али секој негов коментар е неприкосновено умесен. Нема што, правината и готово, нема што сториш. Али да појдам на темава. Дали работниците и синдикатот бараат преку леп погача? Бараат и ќе бараат. Ова е почеток. А второто, дали би работеле за плата од 24.400? Тоа вие треба да му ставите една не црвена линија, туку многу дебела црвена линија. Тоа е многу значајно. Доста, нека престанат да не лажат со потрошувачка кошничка. Во таа потрошувачка кошничка некој треба да стави нешто. А било кој да стави, производителот го произведува тоа, има одредена цена, се знае, дистрибутерот мора да го купи од кај него за да го пласира понатака на купувачот, а тој става цена онака како што нему му одговара. Нема што да... Пај владата нека ги одредува цените. Благодарам многу и за одговорите и за учеството во црвена линија. Една напомена, секако внимавајте на времето, бидејќи 90 секунди е време траењето на едно јавување и апсолутно сте добре дојдени повторно да го завртите телефонот за нови 90 секунди. Верувам дека имаме гледачи. Добар ден.
Добар ден, Тина, ако сум јас на линија. Да, сега ако повелете, ве слушаме. Па јас вака би рекла, ако имам леп, нема да барам погача. Тоа е едно. А ова другото 24.400 денари, што е, еве, случајно видов во еден маркет 32.000 за продавачка личен плата. А во тие 32.000, Тинче, влегува прво да истовариш робата од камионот на вливишкарче, да ја внесеш во магазине, втора работа, да ја ставиш на гондолите, трета работа, да избришеш прашината, па уште и ти звонат, да одиш и на каса, тоа е четврта, пета, значи за 32.000 имаш ти 6-7 работни места. А не е будала никој да работи за 32 или најмот за 24.400 денари, тако опис на такви работни задачи, а има, верувај, и си под договор. И уште се ќе дадеш од себе да го исполниш тоа се и на крај добиваш отказ. Бараат друг. Сега, ако сакат да ги задржат вработените, и ако сакаат оваа држава да има подмладок, да има мажачки, да има женачки, треба убави плати да им се даде, убава работа, да имаме подмладок, да не сме само ние пензионерите, да не си бараат само газдите за себе, а верувај, кој ќе речат дека отидов на едно интервју за тоа работно место, а мене ми додаваат уште 4-5 работни места, па тогаш плати го за тие 4-5 работници место еден да работи. Ме разбрати на што сакам да кажам? Така, јасно. Благодарам многу. Еве, добро е што се вклучивте во оваа денешна дискусија. Верувам сите оние кои што не следат, а еве и ќе им се обратам на токму помладите, нели, генерација, односно оние кои што во моментот се и работо активни или предишчекување, нели, да се вработат, еве, можете да дадете токму во ова денешно издание одговор на прашањето, еве, дали сметате дека и работниците и синдикатот бараат преку леп погача, а еве, можевме да слушнеме дека и нели, на ум некои од гледачите велат треба да се има и во однос на придонесите кои што се плаќаат, бидејќи тоа значи дека нели еден ден ќе дочекаме пензија и некој не сака нели да има многу ниска пензија. Меѓу другото ќе потсетиме дека и гледачката напомена за нели една работна позиција, всушност работникот за таа некоја одредена сума работи повеќе работи. Добар ден. Ало, добар ден. Малку погласно ќе ве замолам. Се слушаме? Да, веќе е подобро, повелете. Вака. Кој треба да работи за синдикатот и за работникот? Кој работник? Кој? Јас до сега викав 200.000 администрација, сега се 300.000. Сите би ги вратил во земјоделие, да скупат стока, да се обработи земјата, да се направат комбинатите, тогаш и сирењето, и млекото, и качкавалот ќе биде без пари. Сега никој ништо не работи, бара джабе. Што размислува народов? Кој треба да работи за мене, што остави ниви, и шуми, и кози, и крави, и се што сум оставил. И се, скапо би било тука. Како не се срама што зборуваат? Цела Македонија никој ништо не работи, сватете. Никој ништо не работи. И во дворчето што има, патлижанчи ја сабија и то не го стават сега. Ја не знам што зборуваат. Ова треба цените уште толку дупло да се дигнат. И ќе рече, чекај мајката, да си посадам таму, ќе си заработам и ќе пробам и за мене ќе имам. Само дигање на цените. Малце оваш, 100% горе. Така се прави држава. А не сите в град, седнале, по парковите пола и цени барат, ја да ги барат, лепи погача, мазник, зелник, нем. Благодарам за вашите одговори во црвена линија. Останете со нас, време е да прочитаме и коментари од Facebook. Продолжете да коментирате, ќе читаме меѓу јавувањата, тоа секако. Продолжуваме со коментарот на Тони Димчевски Љамо, кој што напишал: народот сам си е крив.
Зошто работат за 22.000 денари? Владата не е проблем да ја покачи платата на 27.000, но очигледно ги штитат најголемите. Тоа се маркетите, агенциите за обезбедување, конфекцијата. Тука има најмногу вработени, а на некој не им се плаќа ни осигурување. Инспекција нив не ги чешла, тоа сите го знаат. Благодарам многу, господине Димчевски, и вам за учеството, па еве можете да слушнете најразлични одговори и коментари од нашите гледачи. Продолжуваме со оваа дискусија со вклучување на нашиот број 023070005. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Треба на земјоделите да му се даде убави цени за да се откупува земјоделието и платите, пензиите да се зголемат 78%. Тогаш кошничката, не кошничка, кошницата тогаш да равнат со бедниот народ, мизерниот. Само тоа е начин, 78% и пензии и плати. Ако не и намалат негвите, нашите да изголемат која негвите. На сите што му е дадено 78%. Не може он 78% и кошничката да не рачуна на ниско. Цените за никаде. Се е покачено. Нема ништо ефтино. Ништо. Се е лага. Да тоа 78%. И на земјоделец, сточарите да му се даде убава работа да има. Приход да има, да изваде, а не само да работи. И што ќе изваде он? Тогаш кога ќе има приход, сите ќе одат по нивјата. Не може всяко орис од човек 25 денара да го зема. Кај учар тие човек? Кај сака земја да му работи? Кај сака у село да се врати? Па нема шанса да се врати за 25 денара, кило орис, пример. Или граф. Зато. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори во црвена линија. Продолжуваме понатаму, подсетуваме да се намали тонот на ТВ приемникот, ова особено за оние кои што можеби за прв пат ке се вклучат во контактна емисија како што е црвена линија, и апелираме еве дури и помладите кои што нели се дел од пазарот на трудот да ги дадат своите видувања и одговори на денешното прашање, дали ви се чини дека и работниците и синдикатот бараат преку леп погачи и дали би работеле за плата од 24.400 денари. Добар ден. Да. Повелете, ве слушаме. Ја мислам дека 24.400 е мала плата за работници. Така? Мала е таа плата за работник. И виждате, цените се високи, у супермаркетите и жабе што дека прават бойкоти кога после другиот ден па све е исто. Значи џабе све. А и многу ги има безобразни газди и директори што омалажуваат и навредуваат работници, се дерат, туруваат и што све не прават на работниците. Значи тоа не е, како да кажам, и што им ги намалуваат платите, им кинат од плати и све останато. И ги бркаат од работа. И тоа не е човечки, како да ви кажам. Ве слушам, имате уште време, еве. Да, знам дека имам, гледам на телевизорот. Па што да кажам друго, тоа е. Значи, не знам, некако со сите газди туку у Скопје, Македонија, како да ви кажам, катастрофа. Омалажуваат, навредуваат, работници ги бркаат, им се дерат, туруваат на нив. Ушамаци да ги степат. Што треба ни работниците да носиме шипки и без палки од дома? Мислам, зборот ми е така, не дека тоа стварно... Така, јасно, имате забелешка, особено кон етиката во работниот однос. Да. Ама 24.400 е стварно мала плата. Зашто сите работниците не би зимале, например, да речеме 30.000 плата или 35? Зборам сите работници, сите. Така, благодарам многу за одговорите. Еве, благодарение на граѓаните се формира веќе нели во која насока оди дискусијата, бидејќи секој од вас се разбира дава и примери во однос на тоа кон што треба да се
да има најмногу можеби промени во однос на нели и придонесите, всушност висината на придонесите. Се спомна дека еден се бара нели работник за една позиција кој што за истата сума на плата работи повеќе нели позиции кои што всушност се наменети за повеќе лица. А еве сега и гледачот напомена дека навистина она што забележува и етичкиот однос нели во однос на работодавач работник. Секако продолжете да не следите, еве и тука ве охрабрувам од било која генерација секако да укажете на тоа што мислите и дали сметате дека работниците и синдикатите бараат леп преку погача. Добар ден. Здраво. Здраво. Вака би кажал, работниците не знаат и синдикатите не знаат да бараат. Значи, за да бараш треба да запреш со работа. Со сите дејности што си задолжен да ги обавуваш, стоп. Нема работа, нема автобуси возење, нема канцеларијска работа, како административски, ништо услуги. Доаѓаш на шалтер, извини, ама ја нисам одавде. Да се запре, така треба синдикатите, а не најавуваме ова, не. Запри. Запри па да видим исти тие работодавци, они колку ќе функционираат без овие измеќариве. Нула. И под нула. И тоа што го имале ќе го изгубат. А тие овие работодавци овдека, поддржани од најголемиот работодавач власта, тие се како мечки од планина заштитени. Значи, власта прва ги поддржава и ги штити и ги заштитува. Значи, и они затоа, мене би било срам од 1 милиарда што ја зема од Будимпешта, да земам пари ако сум добар бизнисмен и успешен човек. И плюс не би ги оставил работниците со ниски плати, би ги држал со високи плати. Затоа што и со малку пари мене ми е доволно. А друга работа, безскрупулозни се газите. Безскрупулозни. Поздрав. Благодарам и вам за одговорите во црвена линија. Ве префрлам онаму каде што препорачуваме, доколку не успеете да се вклучите во живо, пишувајте коментари, секако ќе ги читаме. Така продолжуваме и со читање на коментарот на Орце Цветковски, кој што напишал: барањето на синдикатот си е на место. Реакцијата на премиерот и власта е за никаде, оставајќи ги работниците на милост на работодавачите. И после народот се иселил. Благодарам и вам, господине Цветковски, за активното учество преку коментари. Продолжуваме со вклучување во живот. Добар ден. Поштовање, госпожа Тина. Огромна почит и до вас. Па ви се чини ли дека еве работниците и синдикатот бараат леп преку погача? Не, ја од аспект, пошто цел живот сум бил работник. Работниците ги оправдувам што барат, него синдикат ние немаме. Јас, значи, сум фатил и Југославија и ова Нова Македонија, што викаат. Синдикат не немале ние. Сите тие синдикални водачи, почнувајќи тој од Толевски, Митревски, покојни Димовски и другите, све се умилкуваа на газдите, на власта. А работникот со 24.000 ништо нема. А синдикати немаме ние синдикат. Кога ќе рече синдикатот, како ние грците многу не ги сакам, ама секоја чест во тој поглед, кога ќе каже синдикатот, кога ќе рече стоп на сите стопираат. Нека е нас, кога ќе се рече таа гранка стоп, таа фирма работи, таа не работи, тие штрајкуваат, тие. Немаме синдикат кој да ги води. Ние џабе се избориме. А што е малце, платите. Работникот е во право. Газдите немаат милост во овие 30 години, 34 од кога ги зема фабриките за џабе. Без пардон. Затоа после младите ќе ни бегаат. Од тоа бегаат. Не може да трпат. Ај ние постарите ќе чутич ќе траеш до пензија. Сега младиве. Затоа ги оправдувам само работниците што барат, а синдикатите, како синдикат? Чим да има еден куп синдикати. Ке подсетам да се внимава само на тајмерот. 90 секунди се предвидени за едно јавување. Добар ден. Добар ден. Поздрав до вас, во црвена линија сте.
Благодарам. Па вака сега, ако синдикатите случајно се слави, еве, например, ние имавме во комунизмо јаки синдикати. И во нив имаше и фондови, пари, чланарина. Ете, тој систем повторно пропадна. Значи, не ке да е баш до јак синдикат, како што некој вели. Ако не може и тие што викаат дека треба јак синдикат да се формира, зошто тие не го формираат тој јак синдикат? Нели солидарно, без пари, еве тие нека не поведат нас да штрajkуваме, да демонстрираме. Сега, кој ќе штрajkуваме, кој ќе демонстрираме, против кој да штрajkуваме и демонстрираме? Затоа што јас знам, еве се спомна некој газди, јас знам едни газди направија криминална приватизација, па сега имаат фирми со петрол, па сега имаат и своја телевизија, па така малце се насочуваат и политички. Дали кај нив ќе штрajkуваме, дали и таа компанијата со петрол, дали и телевизијата ќе му ја земиме? Баш ме интересира гледачите што мислат. Дали би работеле за плата од 24.400 денари? Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме, значи сакаме да ги слушнеме токму оние кои што се активни на пазарот на трудот. Еве, дали сметате дека според вас синдикатот, работниците всушност бараат леп преку погача и дали би работеле за плата од 24.400 денари? Добар ден. Добар ден, Македонија. Господине Тале, би работеле ли за 24.400 денари? Би работел, но би се борел и за повисока плата. Но од друга страна, како да речеме, пример сега, еве, тие што му е малку оваа плата, ги повикувам да отворат фабрики и на своите работници да му дадат по 500, 600 или па 1000 евра плата. Но како ќе му дадат? Ако 90% народ во Македонија мрази да купува македонски артикли, а колку плата би дал човек, газда на фабрика, на фирма, ако не може да потроши свој македонски производ во Македонија? Колку плата тој би дал? Еве, примерчиме ти или јас, отвораме фирма, така? Работници, вложуваш пари, земаш хипотека на кој ќе даваш се. И месец, 2-3 година, 2-3, македонци не купуваат твој артикал. Че банкротираш? И кој е крив тогаш? Тие што не купуваат македонски артикли. Ама во Германија, ама во Грција, ама во Србија, Хрватска, таму народот има свест, национална свест. Купува пред се свое. Милиардите евра што ние ги даваме годишно за увоз на се и се што туѓа роба, за туѓи подобар живот, за туѓи повисоки плати, за туѓи повисоки пензии, тие не ги даваат така, се ги чуваат во своја држава и тие милиарди евра прават обрт во нивна економија. Да има пари за домашно млеко да се купи, да се купат домашно месо, домашни производи. Со мразење свое, бел ден нема да видите. Благодарам многу за вклучувањето. Повторно ве префрлам на Facebook, како што и ветивме, ќе читаме коментари меѓу гледачите кои што ги вклучуваме во живо. И продолжуваме со коментарот на Дихик Топов, кој што напишал: работниците во приватниот сектор поштено и тешко си ја заработуваат платата и треба да бидат добро платени како на Западот. А оние во јавниот сектор што се на државни јасли, по тројца на еден шалтер, многу име и тоа што досега го земаа. Тие од државната администрација, ако им е мала платата, нека одат во приватниот, се мисли најверојатно сектор, градежништво, фабрики и земјоделие. Благодарам многу и вам, Хектопов, за учеството преку коментар. Продолжете да не следите. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на линија. Секако, повелете. Благодарам. Па вака, прво ја ќе кажам, за 24.400 мора некој да работи, зашто нема од кај да донесе денар. Второ, нашите синдикати не се синдикати, а прав синдикат ги организира вработените или невработените, ако треба да се постигне некоја цел. Нашиот синдикат не знам дали знае што е синдикат и дали ме размислува дека работникот треба да ги добие и правата и приходите. Сега сакам да го натале да му кажам дека сака да купуваме македонски производи. Сум за тоа. Но дали знае дека ние извезуваме роба надвор од нашата држава? Дали треба тамо некој да ја купува нашата роба или да купува само нивна роба? Ми се чини дека погрешна му е таа теза. Не се слагам дека пред него тој што рече на синдикатите ги брани.
Па прво синдикатите во светот се најјаката, да речеме, институција која ги покренува масите за нешто што не е како што треба. Додека кај нас, нашите синдикати, затоа реков, повод да ги нема, прво меѓу себе тие не се договарат што треба да прават, што треба да направат за работникот. Значи, синдикатот за 0,1 цент ако се покачи некаков производ во светот, ќе се дигне на нозе и ако треба и владата ќе ја соборат. А кај нас, значи, ако треба, ако е умрена владата, ќе ја оживеат и на некого. Благодарам многу и вам за учеството. Подсетувам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден, Тина. Ве слушаме. Повелете. Ај ша вака. Сите ги слушав, кој то ги прифаќам, кој не, нема врска. Значи, секој има своje мислење, не критикувам никого. Тале си е таков, што да го правиме сега. Да не ги коментираме гледачите, ве молам. Тој мора да види контра. Не го коментирам. Сега видите вака. Вели ве 24.400 за гарантирана плата. Знаете ова плата која има? Тие што не, по моје мислење, аз се извинувам, то се администрација, лесни работи и тие прав проблем. Еве ви јавно мислење. Децата мои работат во Шуберт и Кромберт. Зошто не му плаќат 24.400, туку му плаќат 37.000? Значи, онаму кај што треба работници, никој не е гледа ова плата 24.400. Овие се синдикати на легачите. Прие за 24.400 јас упово би работел во администрација од платава. Не вреđам дека там нема работа. Немате. Никој не го поштува. Еве, на секаде пишува, низ прилеп, бараме работничка, 30.000 е платата. Бараме електричар, 45.000 платата е да монтират, да речеме, клими. Која минимална плата? Легачите ја барат минималната плата и тие синдикати. А иначе, кој се држи на минимална плата? Еве ти рекол, чупирата мој зема по 37.000 плата. Прави. Благодарам многу за одговорите. Одиме повторно на Facebook. Продолжуваме подобро да речам со коментарот на господинот Лазар Младенов, кој што напишал: темата ви е под дното. Темата ни е секако креирана врз основ на тоа што владата е подготвена да го прифати решението што ќе го постигнат работодавачите и синдикатите, а со законски чекор во март предвидува да ја зголеми минималната плата од сегашните 22.567 денари на 24.400 денари. Од тука е всушност и прашањето дали би работеле за плата од 24.400 денари. Но да се навратиме и на коментарот. Господинот Младенов прашува дали работник би бил задоволен со 24.400 денари. Ако ја споредите со платата на оние што седат во парламентот, зимаат 6,5 пати повеќе од таа сума, а не отвараат уста за обичниот народ, како да им ја имаш довербата и како да бидеш задоволен со таа погача. Благодарам многу, господине Младенов, што земавте активно учество и го цениме секако вашето мислење. Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме? Дали гледачот ме слуша? Добар ден! Јас ве слушам одлично. Одлично, и ние веќе повелете. Вака многу малку се зборува за суштината на проблемот. Дали се слушаме? Да, продолжете. Многу малку се зборува за суштината на проблемот и во вашата емисија и во други емисии што сум ги слушал. Суштината на проблемот е тоа што Македонија живее во времето на правобитната акумулација на капиталот. Што значи тоа, немам време за минута и пол да го објаснам. Само ќе кажам дека суштината е во распределата на профитот. Во западните земји тоа се случи таму некаде почетокот на 20-тиот век после Октомвриската револуција, кога беа загрозен статусот на капиталистите и тие мора распределбата да ја направат како што е и сега на Западот, а кај нас е се уште во првобитна акумулација на капиталот. Што значи тоа? Многу малку време ми остана. 60%
од профитот оди за работниците, 20% за проширена репродукција и 20% за плата на, односно профит на газите. Кај нас е обратно. 60% одат за газите, 20% за проширена репродукција, а 20% само за работниците. Еве зошто имаме толку мали плати. А за синдикатите, што да кажам, за никаде се. Благодарам за вашите одговори. Така да, еве, сите досега кои што се вклучивте, сега го споделивте која е според вас суштината и кој е вашиот одговор, а со однос на тоа се разви оваа добра дискусија во Црвена линија. Одиме повторно, бидејќи има многу коментари на Facebook. Ќе продолжиме со коментарот на Томислав Македонски, кој што напишал: газдеве на приватните фирми се аздисани и алчни за пари. Ги омаловажуваат работниците, ги навредуваат. Работниците заслужуваат поголеми плати и повисоки во приватните фирми. 24.400 е мала плата, малку пари се за денешно време. Високи се цените во супермаркетите, има луѓе што едва крпат крај со крај. Благодарам и вам, господине Томислав, за коментарот и учеството. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Јас уште малку ќе дадам, нели, добар ден, ќе повторам, бидејќи има некаква фонија, најверојатно гледачот е на линија, но дали ме слуша? Добар ден. Ете и обидката падна. Добар ден. Добар ден. Па ве чекаме со нетрпение, еве да слушнеме кој е вашиот одговор. Дали синдикатот да ти кажам искрено, ја претходниот од исти град си јавуваме, тај беше потпорол на Социјалдемократски сојуз. Тие се се потпороли што децата ги набутаа чека. Да се вратиме на конкретната тема, да не ги коментираме гледачите. Па тоа е проблемот, господ. Таа администрација ни го пропусти земјоделието, сточарство, воштар, се упропусти. ВМРО СДС, ВМРО СДС. До тоа дереже дојде децото што испобегаа. Да бидеме објективни и коректни, јас на 79 години, али овакво чудо не сум видел, да ти кажам искрено. Младината упропастија да одат од партија до партија за да клатат врата да се имат плата. Па тоа да видите мојот крај Пробишимски, тоа е жално бе, села со водовод, со асфалт и се е празно. Оди младежите само лакирани ногти, црвени усти по кафичи. И бегат у сранство. Со кој само арамија и до чиста за оваа држава владеат. Ништо друго, да ти кажам најодговорно. Ја од во време да преусуј куќе и се се створил. Али ова е страшна работа, вие неколку години, 30 години само арамија и до чиста, не да гледаш кради и плачка, не одговарај. А Цеков нека се засраме за тоа чека толку време да оде у пензија, да си го вработе дето, срам да му биде, потпорно беше... Благодарам многу за вклучувањето, внимавајте на тајмерот. Ајде, одиме повторно со коментари. Никола Петровски напишал: ајде, почнаа да се јавуваат овие што примаат донации за да ја бранат политиката на владата. Јас ќе му се заблагодарам на господинот Петровски за коментарот, но и сега ќе укажам на тоа дека ќе ни биде особено драго се разбира да се јави токму тој и да еве со јавноста сподели како гледа на тоа што работниците и синдикатот всушност бараат покачување на минималната плата од 27.500 денари, дали според вас е тоа барање леп преку погача. Има и уште еден коментар на Славица Данилова, која што напишала: Македонија е под стечај званично. Благодарам и вам, господја Данилова, за учеството. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ќе видам кратка, гледам дека емисијата е при крај, кратка ќе видам. Вика, дали работниците и синдикатот барат преку леп погача? Прво да се разбереме, работниците се тие што зимат по 24.000, а за синдикатот не знаеме колку зимат. Па работниците бараат пари само за леп и за обстанок на фамилијата, а за синдикатот не знам. Дали би работеле за плата од 24.400? Па замислете една фамилија со 4 деца
Или со две деца и сопруга што не работи. Дали може со 24.400 или 700 колку и да обстане? Значи работниците бараат леп и пари за обстанок. Јас тоа можам да го кажам. Кој работи не верувам дека и синдикатите би работеле за 24.000 плата. А сега да се врати назад у село, например, тоа треба да работи со основни, со мотика, со ова, и пак не може да достигне екзистенцијата. Пошто треба да се направи некој извоз на нашите производи и да им се даде услови на тие што треба да се вратат у село, за да може да... Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Останете со нас. Целе Алексов напишал: овие инаичи 11 години ја држаа минималната плата на 8.000. Нема да мрднеме со нив. Благодарам и вам, господине Алексов. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете, ве слушаме. Се слушаме. Да, повелете. Има работници и неработници. Ја така ги викам, способни и неспособни. Јас работев во банка со добра плата, жената исто добра плата, и викам ми е малце и напуштив, отидов во приватен бизнис и заработив и нема времето не го гледам. Тој што сака да работи, проблем нема. Оној што не сака да работи, тој кука, тој плачи. Сега, например, пак ќе се навратам со овие пари што ќе ги фрлат по општините, ќе ги покријат загубите и мислат дека луѓето ќе се офајдат нешто. Бетар ќе стани. Човек, секој сам треба да си го стара животот. Да не чека од друг и од државата да не чека. Тој ако не е школован, ако не е образован, ќе работи со мотиката. Ако се искачил горе, ќе има големи плати. Како може да кукат? Нема кукање никој. Не чека од никого, сам треба да створиш. Државата не е крава, да ја мозиш ти, а нема ништо. Ја не можем да ги разберам луѓето. Испусти е земјава, дојдо градците и плати барат, цени барат. Седит на балкон цел ден. Како ве луѓето размислуваат? Земјава цела е испустена за трнета. Сточниот фонд, стоката нема. Благодарам многу и вам за учеството. Турка ни беше напишал на Фейсбук: 24.000 е малку, парно 50 евра, струја 50 и више евра интернет 30 евра, вода 20 евра. Еве, отиде 150 евра на гладен стомак. А каде се другите трошоци? Треба најмалку 1000 евра плата, па да живееш како треба. Што вика Мицковски со неговата плата, не јадел ни цреши, ни коштени, од што се скапи, како да купат овие со 24.000 денари плата. Благодарам и вам, господине Ибиши, за коментарот. Добар ден. Добар ден и све најдобро. Се најдобре вам. Повелете, ве слушаме. Слушам тука 24.400 динари плата. Минимална плата. Минимална плата, да му кажам на синот вака ќе ме тепа. За 24.400 он не може да реализира во животот ни за себе, па нели треба да се жени, па да има, да креира фамилија. Значи да му кажам, ај оди на работа за толку пари, ќе ме тепа, верујте. Затоа не му кажувам ништо, викам сине, светото голем, гледај кај има бољи живот, оди терај. Оти не можеме ние, ова не, ни тие робовладителски систем што беше пред 2-3 години не било така. Тој робот тогаш имал кај да спие бесплатно, да јаде бесплатно, да имал овај, не смел да го дирне никој од својот газда, го заштитувал. Сега тие нема ништо. Ти дава 24.000 вика оди, утре да дојдеш на работа, а не му е гајде на газата ни за кирија,
ни за што ќе јаде, ни за ништо, само дојди ми на работа, еве ти 20.000. Верујте, младината ќе бега ако не се презима нешто. Така, благодарам многу и вам за одговорите во Црвена линија. Повторно читаме од Facebook коментари. Лидија Станковска напишала: не и тоа што го бараате малку, ние сме на дното. Платите ни стигаат само за храна и сметка. Еве, јас сакам да идам на концерт. Дали знаете колку е карта од 1500 до 3500 денари за 1 час пеење? Имам желба да идам на пливање. Карта е 450 до 500 денари. Сакаш книги да читаш, да спортуваш, за трката, цена за да ти трчаш сега е 450 денари и они качија. Сакаш еднаш да излезеш во ресторан, колку и плюс немаме ресторани како порано. Потоа да заиграш, да идеш на курс, да се дообразуваш, 21.000 и така натаму. Се е скапо, немаме за други работи. Животот ни се сведе, работи за храна и сметки и дома да бидеш затворен. Благодарам многу, господја Станковска, и вам за одговорите на денешните прашања на Црвена линија. Добар ден! Добар ден, Тина! Поздрав до вас, све слушаме. Поздрав и до вас и до целата екипа на Црвена. Благодарам. Како може да бараат преку леп погача? 24.400 се малце. Треба минималната плата да биде како што побараа, да речиме, од стопанските комори на Западна Македонија. 30.000 да биде минималната плата. Сега, тука треба да се зголеми продуктивноста. Како ќе зголемат продуктивноста? Порано имаше варијабила. Тој што не може да исполни норма, помалку работи, ќе го предупредат, ќе го санкционират 10%, 15% на плата, 5%, али па има луѓе кои што се истакнуваат. Тие што се истакнуваат во работата, тие ќе ги наградат. И така да, ако има да речиме 10 души казнети, треба да има и 10 души наградени. Само ова не е некоја филозофија. Се надевам дека го разбираат тоа како оди. Јас во времето кога работев беше така. И на тој начин само работникот ќе се стимулира за да работи повеќе. И нормално фирмите повеќе ќе заработуваат. А доколку некој не може да исполни нормата, значи не одговара за тоа работно место. Со оглед на времето е кратко, поздрав и пријатно. Благодарам многу за одговорите во Црвена линија. Дојде времето кога треба да ги соопштиме и резултатите. Заследете го профилот на Телма телевизија на Инстаграм. Објавено е на Инстаграм стори прашањето од денешната анкета на Црвена линија. А тоа беше дали би работеле за плата од 24.400 денари. Со да одговорија 21%, со не одговорија 79%. Продолжуваме со рекламите, а потоа сме заедно во студио. Благодарам уште еднаш и за ова понеделничко издание на Црвена линија и автоматски одиме кај моите комши, кои што сум изненадена, облечени се како работодавачи, деловни луѓе, дипломати. И дали, па да, види, директорка Кате и Ненад на минималец. И Ненад на минималец, пошто немам ја вратовртска. Немаш на вратовртска. Нема. На бонус ли ќе ја добие, Кате? На бонус ли ќе ја добие? Нели сум убава вака како директорка, Тина? Совршена. Ето ти. Откако се спофаливте,